Оваа година СОС Детско село Македонија одбележува 25 години постоење. Како и секоја година, така и годинава ќе одбележат со хуманитарна трка сите оние настани кои што ги планираат, но овој пат бидејќи поводот 25 години постоење, на 19 септември ќе ги поканиме сите гледачи кои што следат Здраво Македонија на канал 5 телевизија да се приклучат на оваа хуманитарна трка. Љубица Атанасова од СОС Детско село заедно со мене ова утро да ги поканиме гледачите, но и да слушнаме како изминатите години СОС Детско село ја одбележуваше оваа трка, меѓутоа овој пат 25 години постоење имате голем повод за хуманитарната трка. Добро утро. Добро утро. Вака, ја би почнала значи на 19 септември, за прв пат правиме нешто многу поголемо. Оваа година баш токму по повод на 25 годишнината на СОС Детско село. Во изминатите години, поточно да бидам 6 години, ова е 6-та година поред, трката беше наменета само за IT заедницата, каде што за IT заедницата се сплотуваше заедно и заеднички трчавме за една многу поголема цел да помогнеме на децата и младите без родителска грижа и семејствата во ризик на кој што им треба помош. Оваа година, по повод јубилејот, решивме покрај IT компаниите да ги поканиме и сите хумани граѓани на нашата држава да се приклучат на трката и да ни помогнат да ја оствариме нашата мисија, нито едно дете да не расте само. Што се ќе ги очекува оние кои што ќе ги поканиме да дојдат на хуманитарната трка, без разлика дали професионално трча, дали се рекреативци, дали за прв пат можеби сакаат да учествуваат на еден ваков настан, што ќе ги очекува на 19 септември? Морам да кажам дека многу забава, многу дружење, не би сакала. Нема биде само трчање. Немаме само трчање, ќе има многу интересни моменти кои што сега не би сакала да ги откриам сите, но би спомнала дека ќе има и детско катче, ќе имаме одредени други активности, нема да е само трката, трката е целта. Целта е ние граѓаните да ни се придружат и да чекорат со нас, да го направат тој исчекор за заеднички да покажеме дека ние заеднички сме сплотени и помагаме во една поголема цел за децата, за младите и за семејствата. Трката е намената за сите граѓани, не морате да бидете професионален тркач, не мора да сте и спортски активни. Значи, трката е само 4 километри, значи било кој човек може да изоди. Сепак станува збор само за 5500 чекори, мислам, сите можеме тоа да го направиме. И не е поентата да стигнете прв. Поентата е да бидете со нас и да покажеме сите заедништво и дека на сите ни се важни тие деца кои што се без родителска грижа и тие семејства на кои што им е потребна помош. Тоа значи дека не е од надпреварувачки карактер ова трка, тука едноставно важно е да се биде дел, да се учествува за да се поддржи трката. Секако ќе има и надпреварувачки карактер, но тоа не е најбитниот дел, сакам да кажам. Значи ќе има и надпреварувачки, ние имаме предвидено први, второ и трето место, секако за сите учесници, машка и женска категорија, а за IT компаниите кои што оваа година ја поддржуваат, имаме екипни победници, каде што IT компаниите ќе формираат екипи и тие ќе имаат како на екипно ниво ќе се прогласат прво, второ и трето место. Тогаш ова нека важи за оние кои што професионално се бават со трчање, нека бидат мотивирани да трчат, а рекреативците можат и да се движат, како рековте, да пешачат, не мора да трчат. Може слободно да трчат, а за професионалците трчачи бидејќи мислам многу за неколку недели после тоа е Визер маратонот, може ова да им дојде како многу добар тренинг, да речеме. Ете така, да си дојдат, да си истрчаат, да го отворат своето срце кон децата, мислам да покажат солидарност, и истовремено да се спремат за Визер маратонот. Да, убаво кажавте, една подготовка ќе им биде ова за Визер маратонот. Ние се наоѓаме пред Лепеза во градскиот парк во Скопје, од тука почнува трката. Да, оваа година правиме промена. Во изминатите 3 години трката се одржуваше во на школка. Оваа година по повод јубилејот решивме да направиме комплетна промена, значи мислам малце да го унапредиме, специјално издание да направиме на трката. И покрај тоа што реков, нели, да нема учество само од IT заедницата, туку целата јавност во Македонија. И се наоѓаме, трката ќе биде на Лепеза, овде ќе биде главното збиднување, со тоа што стартот ќе биде таму некаде, мислам, таму некаде ќе се одржува стартот. И најбитно е дека трката е во форма на срце.
срце. Ќе се трчаат 2 круга. Целта ни е, сакавме некако, срцето е нешто што е многу природно доаѓа на СОС детско село. Бидејќи Така и мотото, трчаме со срце. Трчаме со срце и мотото на трката, бидејќи многу природно доаѓа тоа. Значи, ни е целта сите граѓани да дојдат, да изтрчаат, да изодат, не мора, или едноставно да дојдат и да се дружиме тука. Да. Убаво, верувам дека уште повеќе ќе ги поттикнеме гледачите на овој начин, со ова мото и со овој настан кој што ќе го организирате по повод 25 години постоење СОС детско село. Можеби за крај порака да им испратиме на гледачите зошто да дојдат оние кои што можеби не учествувале на трка, а рековте ќе има и детско катче, можеби цело семејство да дојдат заедно со децата и на тој начин да го поддржат СОС детско село, не само настанот. Па видете, значи, вака, сите граѓани се охрабрени, мислам, ги повикуваме сите граѓани да се придружат. Баш токму како што кажавте. Значи, може да дојдат да трчат, може да дојдат да учествуваат. Со скромна донација, сите граѓани добиваат учество на самата трка и спонзорски пакет. Ако во случај секако сите тркачи кои што ќе се приклучат на трката, треба да си дојдат со своите пријатели, семејства, бидејќи колку повеќе луѓе имаме ние овде, повеќе покажуваме заедништво, тие ќе имат бодрење од своите пријатели, од своите семејства, нивните дечиња ќе можат да си играат, да се забавуваат во детското катче и би била едноставно би рекла, значи дојдете на 19 септември. Не мора да сте први, не мора да сте најдобри, исчекорете со нас, покажете солидарност и заедно да направиме некако бука, да направиме, да покажеме дека заедно сме посилни. Сепак, сами по себе не правиме промена, заедно ги правиме сите промени. Така е, многу убаво кажано. И само за крај, не знам дали споменавме околу пријавувањето, дали треба некаде да се пријават оние кои што сакаат да учествуваат на трката? Да, имаме специјална форма која што е креирана на нашата веб страница на СОС детско село. Исто така имаме и социјалните медиуми, може да се најдат социјални медиуми на Инстаграм и на Фејсбук. Постои формата, во био ни е ставена, многу е пристапна, лесна е формата, само со 2 клика, 4-5 полиња, мислам дека има за пополнување и 1 клик правите донација и со самото донирање вие имате учество во трката. Сам дека сега ги опфативме сите информации околу трката и настанот кој што ќе се случи по повод 25 години од постоењето на СОС детско село Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам и вас. Убав ден. Убав ден и на сите наши гледачи. Секако се гледаме на 19 септември тука во градскиот парк, локацијата Елепеза. Да трчаме заедно со СОС детско село Македонија.